погледни назад во минатото, со своите променливи империи, кои се воздигнале и паднале, и ти ќе можеш да ја предвидиш иднината. Марко Аврели. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот, Јас сум свештеникот. а денешната наша тема е што се случува со Америка. Па, свештениче, што се случува со Америка? Ајде да влеземе во темата директно и одма. Да. Значи, под Америка, сакаме да кажеме Соединетите Американски држави и неодамнешните случувања во овој период, кои што не потикнаа да ја снимиме оваа емисија, бидејќи се геополитички многу битни случувања и кои што влијаат и на нас нормално, и на Македонија во сите текови, меѓутоа влијаат и на тоа што накај ќе се движи светот геополитички и локално политички, па и економски, финансиски и така натаму, во блиска и во средна иднина. Моментот на снимањето на ова емисија, односно периодот, е во февруари и почетокот на март во 2025 година, чисто нашите следачи да имаат обзир, да речеме, односно контекст за кои збиднување и за кој период се работи. Свештениче, дали би сакал ти да почнеш со некое образлагање на што се случува со Америка? Ајде да пробам, да ја отворам темата. Инаку само пред да почнеш, извини. Оваа тема ни е ептен слободна. Немаме практично никаква структура, освен насловот и темата нормално. И ја дискутиравме со свештеникот сега пред малку. А сме дискутирали многу пати во минатото, така што верувам дека ќе направиме добра емисија и добра анализа. Меѓутоа, сакам да кажам дека е прилично слободна тема и сега ќе посведочите на тоа како ги обработуваме темите без структура. Како што и природно и јас и он дискутиравме пред да решиме да ја снимаме беседа. Извини што те прекинав, свештениче, повели. Баш така како што кажа, сега можат слушателите да имаат еден уникатен преглед во текот на нашите размислувања, како ние во живо размислуваме и доаѓаме до одредени заклучоци. Ова ќе биде еден вид на размислување во живо, нема да биде толку одредени знаења и одредени информации кои што веќе сме ги осознале низ текот на животот. Она кое што моментално се случува, или Доналд Трамп победи на изборите, се смени гарнитурата, се смени карактерот на Соединетите Американски држави, или барем фасадата на карактерот или на политиките на Соединетите Американски држави, се укина USAID, се укина некои средства и алатки на Америка со кои што имаше влијание врз светот и кои што ја слабеја економската состојба на Америка, меѓутоа ја засилуваа незината политичка состојба и позиција во светот, во она геополитичка шаховска табла. Исто така се смени и карактерот, политичкиот карактер во однос на сојузниците. Русија, Трамп повеќе не ја гледа како врвен непријател, туку ја гледа како еден вид на партнер со кој што може да се соработува, додека Европа и Канада, Западна Европа и Канада ја гледаат како почнуваат да се врти кон нив и да се однесува кон нив како еден вид на, па можам да кажам, и слуги кои што сега може да им наредува и може да бара од нив повеќе
лојалност и повеќе ресурси и така натаму, и поголема вмешаност во НАТО сојузот. Значи има еден по непријателски или по-строг однос кон своите сојузници, а еден по-благ однос, да речеме, кон оние кои што до сега беа непријатели и соперници на Америка. И воедно можеме да видиме, ако ги следиме и економските процеси кои што се случуваат, дека има одредени промени во однос на влијанијата од различни компании. Некои компании со своето влијание полека опаѓаат, додека пак други нови компании го зголемуваат своето влијание сега, или се јавуваат како последица на тоа што биле со Трамп. Меѓутоа, моето мислење може да го кажам моето мислење, па да продолжиш ти со твој коментар. Да, како не. Е дека реално внатрешно нема никаква промена. Мислам дека Доналд Трамп, исто како и другите политичари пред него, исто како и демократите, е еден вид на саморазлична фасада, меѓутоа вистинските играчи се внатре. Тоа не се ни индивидуалци, тоа не се луѓе кои што ја контролираат Америка, туку тоа се можам да кажам и полуживи, полусвесни огромни корпорации, врзани синџири со корпорации кои што толку многу ја зголемиле својата комплексност во своите врзани процеси со државата и меѓу себе и со одредени политики во светот и одредени организации во светот, што на еден начин станале полусвесен организам кој што ја владее политиката, ја контролира политиката во Америка, и ова се случува насекаде во светот, значи не е Америка единствено, меѓутоа компаниите кои што сега се мултинационални, не се веќе национални компании, меѓутоа се може би нивното влијание највеќе во Америка, сметам дека се до толку многу развиени, толку многу мокни, што веќе политичарите не може да ги контролираат, народот не може да ги контролира, барем не вака до сега како што гледаме, неконвенционално, и имаат тотална контрола или скоро тотална контрола врз однесувањето на државата. Буквално ја заразуваат како еден вид на паразит, го заразуваат државниот апарат и го контролираат за да си ги извршуваат своите политики, своите желби. А која е желбата на компанијата? Желбата на компанијата не е иста со желбата на собствениците на компаниите или оној бордот на управители. Тие се само марионети, бидејќи, како што кажав, компаниите, огромните компании како BlackRock и Monsanto и така натака, и оние компании кои што продаваат оружје и така натака, се имаат развиено еден вид на, можеме да кажеме, и полуинтелигенција, полуживот, кој што самиот веќе самите процеси кои што се врзани меѓу себе и самите практики кои што долго време ги практикувале, си продолжуваат како еден имаат еден вид на моментум кој што ја контролира ситуацијата и веќе не може индивидуа или група на индивидуалци во самата фирма да кажат стоп или веќе не го правиме ова, или не знам, рудникот со каде што умираат деца во Африка, или жените кои што ги експлоатираме во Тајланд и така натака, ќе го прекинеме тоа. Не можат веќе тоа да го направат, бидејќи компаниите имаат огромен моментум кој што ги контролира и нив и така натака. И сметам дека тоа е во позадина и дека само се менува имиджот, а оние полусвесни джиновски корпорацијски паразити си ја држат Америка како што го правеа тоа до сега. Што мислиш ти за тоа? Јас мислам дека твојата анализа е многу издржана и јас исто така се согласувам дека вистинска, суштинска промена нема од аспект на командата, од аспект на тој кој командува и кој управува со Америка.
Јас само би додал еден дополнителен слој на анализа врз твојата, а тоа е дека според мене тоа што се случува, мислам, природата на Америка, во наводници, кој ќе кажам Америка, мислам на Соединетите Американски држави, кои што неоправдано го имаат окупирано тој израз на Америка, бидејќи во Америка има многу повеќе народи, култури и други држави. Природата на Америка е империјална. Таа е империја, односно со друг збор царство. Односно, дури јас би го рекол дека не е Америка царството, туку дека Америка е центарот на царството, меѓутоа царството е Западот, општо земено. Че Западот е една голема империја, која што има свој центар во Америка, но како што Римската империја имала во италијанскиот полуостров, односно во Рим, меѓутоа Западот општо постапува како една голема империја. И ова што го спомна со големите корпорации, кои што буквално се стекнале со свое себство или полусвесно себство и постапуваат како што они сакаат, без разлика на народот или во државите каде што тие настапуваат, постојат и делуваат, без разлика на политичката контрола, без разлика на демократските или полудемократските или недемократските процеси во самите држави, без разлика на процесите на самите луѓе кои што се состав од тие огромни корпорации. Значи, тие корпорации се имаат практично запоседнато со едно себство и се имаат собствени интереси кои што произлегуваат од тоа себство и тие работат активно да се ги остварат тие интереси и тие се, самите корпорации заедно со нивните интереси се еден од клучните составни делови на империјата. Тука исто така во империјата би ги сместил и банкарите, кои што преку економски и финансиски средства, хартија од вредност, штампање пред се долари, инфузија на пари во најразлични каузи, инфузија на пари во банки, инфузија на пари во корпорации, кредити, запоседнување на рудници, површини. Ете, овој Кенеди Джуниор зборуваше за како BlackRock ги откупува становите за живење во Америка, како го откупува плодното земјиште во Украина. Значи, империјата се составена од неколку, како кажам, меѓусебно врзани ентитети, кои што заедно ја прават империјата. Таа е дури како ентитет над нив. И таа работи на тоа да си ги оствари своите интереси. Пред се, интересот до пред некое време, до пред да дојде Трамп, беше да остане бог и батина на оваа планета, да остане хегемон. Меѓутоа се случија некои непредвидливи работи, кои што и оневозможија да остане хегемон, и империјата се сепна, според мене, се исплаши дека нема да може да биде одржлива пред се геополитичката војна која што ја прави во Украина, и почна да се врти на друга страна со цел да се консолидира, со цел да се прекине со претегнувањето нејзино, и за тоа го гледаме кратењето на USAID, за тоа го гледаме таквите однесувања во кои што Трамп израчно изјавува дека сака од другите држави што се во НАТО да покријат повеќе трошоците, а не Америка само да ги покрива. Значи, буквално како што кажа ти, се однесува спрема нив како да се вазали, затоа што тоа и се. Тие се вазали на империјата. И во основа мислам дека тоа се случува, ќе разработиме темата понатаму, ако имаш нешто да документираш или да додадеш, повели. Само ќе се сложувам со тебе, само ќе кажам, претпоставам дека кога ќе кажеш банкарите и кога ќе кажеш империјата, ти не збориш, империјата јасно објасни ти што значи, меѓутоа кога ќе кажеш банкарите, ти не мислиш на индивидуалци, некои банкари што седи некаде, пие виски и го контролира светот, туку ти ги посочуваш оние комплексни процеси кои што се однесуваат помеѓу банките, помеѓу државите и помеѓу огромните корпорации, така? Дефинитивно,
Но и плюс самите банкарски династии кои што се ултраконзервативни, кои што се наследни и кои што си ги пренесуваат своите богатства веќе векови наназад и кои што пред или во текот на Првата и Втората светска војна се имаат преселено во Америка и таму ја имаат направено како своја база, ги имаат формирано федералните резерви таму и преку директна контрола на емисијата на пари, пред се доларот, вршат и политичко и геополитичка контрола. Така, со тоа што јас би рекол дека и тие се еден вид на марионети во она што ние го нарекуваме империјата. Тоа не е веќе човек, тоа не се веќе група на луѓе или династии, туку тоа се веќе процеси, станува збор за полусвесни екстремно сложени процеси меѓусебни помеѓу различни ентитети. Се согласувам. Значи, он се како составен дел, како што е ракава е составен дел од мене, ама раката нема да каже што ќе се прави. Туку процесорот ќе каже што ќе се прави. Ете така. Сложувам со тебе и мислам дека многу подобро ја објасни или подетално ја објасни ти ја нарекуваш империјата, јас ги нарекувам корпокрацијски демонски паразити. Меѓутоа, може би империјата е подобар еден сеопфатен назив. Она што можам да кажам е дека внатре многу луѓе тоа го замислуваат како група на луѓе сатанисти кои што седнале со црни качулки и прават некои заговори, зановетаат нешто. Меѓутоа, тоа е далеко од вистината, постојат богаташи, постојат многу мокни династии и индивидуалци кои што имаат големо влијание во светот, меѓутоа и тие се само марионети, далеку под марионетите кои што се политичарите и државите, и секако нивното функционирање во самата империја или во самиот матрикс е преку карање меѓусебно. Значи, тие се во една константна динамика, во една константна борба за превласт, кавги, уништувања и градење нови, воздигнувања и така натака, подеми и падови на различни индивидуалци богаташи. И јасно може да се види дека тие не се главниот играч, туку дека главниот играч е на супер интелигенција која што се развила од нивните процеси. Точно. Значи, тоа е самата империја, да. Така. Таа се наоѓа, како да кажам, над нив. Да. Во смисла, они се составен дел од незе, меѓутоа она си има како свој дух и свое сепство и си прави што она сака не без разлика, ама не целосно ги следи нивните желби и потреби. Поентата ми е да го посочам она деперсонифицирање на империјата, да не се гледа како група на луѓе или како еден човек кој што владее, бидејќи тоа е, сметам дека еден од поважните грешки што ги прават индивидуалците, што ги прави обичниот човек кога сака да свати кој му ја крои судбината и не може да го лоцира тоа, пошто не може да го замисли, и ние сега да помогнеме да го опишеме тој кројач на судбината, дека не е човек, туку дека е комплексен систем со своја полуинтелигенција или полусвест, полуживот. Оно што сакам друго да го кажам или да го отворам како тема е она заблуда кај луѓето кои што се лепат како муви на одредени ставови, на одредени перење на очи и мачкање на очи, како што е, не знам, дошол Доналд Трамп на власт, па сега ќе укине, не знам, ги укинал оние политики на воукизам и некои левичарски, екстремни левичарски политики. Сега луѓето кои што го гледаат тоа мислат дека леле готово спасителот дојде и се трансформираше светот. Меѓутоа тоа е чисто реално шоу во реално време кој што им го прават за да ги придобијат
да ја придобијат нивната лојалност и нивната сервилност, за да може да ги залажат, за да може да им кажат еве од ваша сме, и во исто време да можат да ги антагонизираат па другиот ешалон, за да може да ја одржат онаа нервоза помеѓу луѓето, онаа кавга помеѓу нив и да ги држат разделени. Така да мислам дека интелигентен човек, образован човек треба да знае дека овие ситни кавги кои што се случуваат во нашето општество и глобално, како што е, не знам, па дури и некои работи кои што ние веруваме цврсто дека се многу важни, меѓутоа тие се користат како алатка за карање и тие се неважни на кога ќе видиш од очите на тој систем или таа империја. Тука зборуваме за работи како што е абортусот, како што е менување на полови, потоа, не знам, права за хомосексуалците. Зборувам и за конзервативни политики, значи не само за либерални. Сега не можам да се сетам на некое горливо конзервативно прашање, меѓутоа сите овие се и конзервативни, само обратната позиција е во однос на десничарите. Потоа тука се оние кавги помеѓу религиите и така натака. Значи тоа се све некои дневно политички интриги кои што се пласираат врз народот за да го делат, и за да се чувствува дека е дел од таа борба, дека има некое движење, дека има некоја промена, меѓутоа реалноста е дека тоа се само неважни детали во можеби се важни, меѓутоа се детали во однос на големата слика или на оној кој што го владее, што пробува да го владее светот и во голем дел го владее. И народот, луѓето треба да се ослободат од таквите ситни размислувања и да секогаш да ја гледаат, да бараат, поготово едуцираните луѓе, треба да ја бараат причината на сите промени кои што се случуваат во светот, а не да ги гледаат ефектите и да се онака магепсани од некои ситни работи како што е Трамп каков исказ дал, или дали Елон Маск покажал со раката како Хитлер, како да поздравува, како да прави Зиг Хайл, или пак не знам дали Џо Бајден заспал додека слуша некој говор и така натака, или што кажал Путин, што кажал Зеленски, туку да се гледа големата слика и да се размислува во однос на да се размислува мултиконцептуално, че во однос на целата слика. Многу убаво го опишува, практично го погоди точно во суштината. Значи, ако тргнеме од точката на анализа дека империјата е еден надчовечки и наддржавен ентитет кој што си има своја душа, свое себство и си има своји интереси, ќе видиме дека всушност и нормално, ако го вклучиме заедно и фактот дека, како што кажа ти, тие династии меѓу себе се во постојана конкуренција, натре компаниите меѓу себе, кои што се во оној индустријско-воен комплекс, исто така и тие се во постојана конкуренција меѓу себе. Или големите корпорации, други, не знам, Монсанто, не знам, Pfizer, Meiser, так, Модерна. Значи, сите тие се во меѓусебна конкуренција, но и политичките страни, идеолошки страни, се исто така во меѓусобна конкуренција. Овие што ги кажавме, левичари, десничари, авторитарци, либерали, прогресивни, не знам, конзервативни и така натаму. Сите тие се во постојана конкуренција и тие се на нивото, на нашето ниво на кое што делуваме како поединци, како заедници и така натаму. Тие се релевантни, меѓутоа за империјата, тие се само алатки. Значи, според мене, она разбра, мислам дека увиде дека оди кон економско претегнување и можен колапс финансиско-економски во блиска иднина, едноставно реши да ја употреби буквално другата страна како алатка за да воведе некои промени кои што на крајот ќе ја спасат, или барем се надава дека ќе ја спасат, за да може да си продолжи понатаму да се делува на своите интереси. Значи, како што беше цитатот кој што го спомнав.
во минатото постоеле империи и сите тие се распаднале. Така може да се распадне и Западот. Меѓутоа, оваа империја која што гледаме пред нас и која што е хегемон е едноставно многу лукава, да го искористам твојот збор, твојот израз, и знае како да ги користи алатките и гледа во иднината и знае како да се снајде. Не е единствена лукава, значи имаме, како што не е единствена империја во нашето сегашно доба, не е единствената лукава империја. Јас би рекол дека кинеската империја исто така е многу лукава. Може би малку побенигна, ама сепак е лукава, значи знае како да се снајде, знае, ја гледа иднината, знае во што да вложи, знае кога да се повлече, знае кога да настапи и слично. Во контраст со, можеби, со Руската империја, која што гледаме, која што е многу дури би рекол искрена. Значи, за разлика од Западнава империја, која што глуми лудило за тоа што го прави по светот, Рускава империја се однесува многу поискрено и каже, ова се нашите интереси, ако ги нарушувате ќе се бориме и така натаму. Меѓутоа и Руската империја е империја, и Кинеската империја е империја. Имаме многу, посведочиме на многу империи или империи во подем, можеби Турција е империја во подем, ќе видиме. Тоа што сега да го кажеме дека империјата е доста лукава и го искористи другата страна, која што е олицетворена во Трамп, како еден вид на аватар, за да ги воведе промените кои што нејзе се потребни. И затоа следа оние прекинување на сите тие woke ствари, прекратување на USAID и така натаму. Сега, чисто сакав да искоментирам, ова беше од првиот дел што го коментиравме, накратко само да кажам. Значи, што ја класифицира Западната империја како империја? Поред мене, тоа што ја класифицира е дека пред се има еден месијански комплекс дека треба да ги шири своите вредности на сите и дека сите треба да размислуваат како незе и незе да ја следат и тоа што се случува во центарот на империјата, нели што се случува во Рим, тоа нас да не интересира по провинциите и така натаму. Значи не окупира и не гњави на сите страни преку пропаганда, преку весници, преку телевизии, преку музика и слично. Но во исто време ги шири своите вредности, меѓутоа низините вредности не се отворено империјални, туку се прикриено империјални. Шири така наречени човекови права, шири права за ЛГБТ, шири демократија, меѓутоа во позадина мести избори или укинува избори кога не ја одговара како во Романија и така натаму. Значи тоа што сакав да го кажам е дека империите секогаш постапувале на овој начин. Римјаните ги правеле сите римјани, османлиите така и слично, Советски сојуз сакал да ги прави сите совети и сите светски комунизам да шири. Западната империја ги шири тие вредности лукаво, ги шири тие вредности на демократија, на човекови права. Така е. Со тоа што една забелешка ќе дадам кога ги набројуваш империите, тие може да се централизирани во одредена држава, во одредена моќна држава, меѓутоа сега веќе империите се мултинационални. Тешко е да најдеш империја која што е локализирана само во својата држава. Можеме да кажеме Кинеска империја во однос на центарот на низината моќ, меѓутоа голем аспект на низиното влијание не излегува само од Кина, туку излегува и од сите компании од Африка, од Европа. Дефинитивно точно. Има моќни компании кои што можеби не се ни конектирани со Кина, меѓутоа работат за таа кинеска империја или тој кинески матрикс и така натака. Истото е и со Русија, истото е со Индија, со Турција и така натака, со Иран. Тие се ентитети со центар во таа држава, конектирани длабоко со моќта, со политичката моќ во таа држава, меѓутоа тие сега веќе се децентрализирани. Порано биле централизирани, порано империите навистина биле централизирани, Римската империја била Рим, Англиската империја била или Британската империја била Британија, Руската била Русија и така натака, меѓутоа сега веќе многу потешко да се најде една точка од каде што произлегува све тоа, бидејќи станува збор за едни дифузни октоподи. Што ја отежнува
нашата работа ја отежнува способноста да ги препознаеме, да ги увидиме, да се соочиме со нив и да ги избегнеме нивните влијанија, бидејќи не можеме дури ни да ги лоцираме. И не сме како организми толку еволуирани да можеме да ги фатиме нивните трикови што ни ги прават, а тие трикови се расширени во многу аспекти од нашиот живот. И она што е интересно е, поготово со тоа се служи на Американска империја како аспект, како најмокна, тоа е дезинформација. Тоа е буквално пуштање на милион патки, меѓу нив една од патките е и вистината, па иди снајди се. Чи мисли, прави теории на заговор, прави твои размислувања, секој си има своја вистина, секој си има свој аспект, свој гледиште и така натака, и додека да се договориме, додека да видиме што всушност се случило, поминал возот и ние сега веќе не можеме да го спречиме тоа, сега треба да видиме како да реагираме или како да го прифатиме. И за тоа има нови патки кои што ни кажуваат како треба да го прифатиме и зошто така било како што било. И тука сме збунети и едноставно тоа го видовме со војната во Израел, во Газа. Значи имаше бомбардирање на болници и вестите беа од момент во момент. Значи беше бомбардирана најголемата болница со деца внатре, со многу луѓе. И најпрви веста се пуштија неколку вести, едната беше дека е бомбардирана со ракети, втората вест беше дека не е бомбардирана и третата вест беше дека бомбардирана и се извинуваат по грешка било. И неколку часа после тоа стигна нова вест дека всушност е бомбардирана од страна на терористите. Секој си фати своја вест, која прва ја прочитал, која највеќе му се свиѓала, која највеќе му е заверување, почна да се караат меѓу себе, не се знае која е вистина, на кој може да му се верува и од различни извори има различна информација и едноставно многу полесно е индивидуата која што е така еволуирана на нас луѓето да речеме па батали ова, не знам што се случува, не се мешам. Немам мислење за ова, затоа што немам ни информации. Не знам што да кажам, затоа што немам доволно информации. И тоа е многу убаво за империја, за Американската империја или за империите воопшто, бидејќи тоа им се свиѓа кога си во темница, кога си во магла, кога не знаеш што се случува околу тебе, за да може лесно да ги пласираат твоите информации. Лекот е информираност, лекот е да немаш тим за кој што навиваш, не навивај за русите, не навивај за кинезите, за американците, не навивај за идеологии, не биди конзервативен, не биди левичар, не биди со некои своји ставови, со некои индивидуалци за кои што навиваш, не биди за Трамп, за Путин, за Елон Маск, така натака, туку размислувај со своја глава и едноставно истражувај ги сите аспекти на ситуацијата. Многу добро што го обзнани овој процес на перење мозоци практично од империјата. Убаво што го спомна. Имам размислувано точно на темава и буквално го имам сватено исто дека тоа се случува. Како што рече ти, пушта илјадници патки и меѓу нив е и вистината, меѓутоа сите тие се како сите тие имаат логика, сите тие имаат некаква основаност и се лепат на главите на секој кој што му одговара оваа верзија вистината или онаа верзија на вистината. И мислам дека, еве сега ќе искоментирам, па ти кажи ми што мислиш. Мислам дека тоа го прават империите, пред се западната империја која што е најдобра во сега до сега во истото, во перење мозоци, во ширење пропаганда. Мислам дека тоа го прават империите затоа што во целиот тој хаос тие сакаат да испаднат како единствениот авторитет и изворот на вистина. Едноставно на сите страни е хаос. Тоа што ви останува на вас е да верувате во мене. Да, тоа е дефинитивно една од најважните причини зошто го прават тоа што го прават. И убаво што кажа неколку совети како можеме да преживееме, да речеме, во ваквата информативна бура и војна, да.
да останеш, не да останеш, туку да работиш, да бидеш информиран и да ги толкуваш работите со една одредена автентичност во тебе. Исто така, мислам дека треба да работат луѓето, па мислам дека го спомна ова само со други зборови, да бидат отпорни на пропаганда, да имаат еден вид на скептицизам за се она што доаѓа од официјалните вести, канали, меѓутоа не слепо да веруваат на алтернативните, туку да ги земат предвид сите и малку по малку да си ја градат сликата за тоа што се случува. И исто така кога ќе ја изградат, дека не бидат толку многу приврзани за неа. Значи знам дека ова е биолошки и психолошки ние сме некако подложни на такво однесување. Кога нешто веруваме дека е вистина, кога нешто ни прави смисла, се врзуваме, се идентификуваме. Меѓутоа, ова е една од главните причини на каналов, едноставно да ги отвориме погледите на луѓето да размислуваат неконцептуално, да не се врзуваат за концептите. Кога ќе донесеш еден заклучок за одредено случување во светот, не се држи многу силно за тој заклучок. Не верувај толку силно. Да, тоа е твој заклучок, меѓутоа може да се смени. Ти не си му роб на него, туку тој заклучок и тоа мислење, твој став е твој роб на тебе. Тебе ти е слуга, не си му ти на него слуга, што треба да го браниш емоционално. Одлично. Одличен совет. Токму како што кажа, тоа е и поентата на нашава емисија. Ова е испитано во психологијата и утврдено дека луѓето не само сакаат да бидат конзистентни. И ако ги натераш да изјават нешто или самите дојдат до точка кај што изјавиле нешто, став за нешто, про или контра или како и да е, едноставно после тоа им е многу тешко да го сменат ставот. И интересното е дека ова потреба за конзистентност ја користат и самите империи. Значи тие преку пропагандата се прикажуваат себе си за секој се прикажуваат себе си како добри, особено ние кои што имаат месијански комплекс. Такви бил Советскиот сојуз претходно пред да се распадне, со ширењето на светската револуција и комунизмот, ама сега таков е и западната империја е таква. Преку водачот на слободниот свет, исклучителна нација, дрн. Значи, таа практично ги има доведено многу луѓе во светот, милиони луѓе во светот, да кажат дека се на страната на Америка, например, особено порано кога уште постоел Советскиот сојуз, кажат дека се на нејзина страна и сега заради конзистентност едноставно не може да ја напуштат таа страна. Че Америка сега буквално може да фрли нуклеарна бомба во Газа и тие ќе продолжат да го рационализираат тоа и да го бранат, зашто едноставно на времето се ментално заглавени, врзани за ставот дека Америка е добрата. И тоа е нивниот играч. Таа може да направи нуклеарна војна, ама таа е нивниот играч. И секогаш другите ќе бидат лошите, а секогаш Америка ќе биде добрата. Така е. Истото важи и за оние кои што веруваат, иако ова емисија не е за Американската империја, бидејќи е најмокна и најопасна, меѓутоа истото важи и за другите империи. Сакам да напоменам дека не пропагираме дека треба да се биде против Америка со тоа што ќе бидеш лојален на Руската империја или на Кинеската или на нешто такво, да бидеш слепо лојален на која било друга империја и кој било друг центар на мок е исто така слепило и исто такво лудило, така да треба да негуваш неутралност во твоите ставови и да се грижиш твојата држава да не потпадне под влијанието на тие пипци на октоподот, на октоподот, пипците на империјата. Ете така, значи баш со други зборови го кажа тоа што јас сакам да го кажам. Не мора да имаш играч во играта, не мора да се фаќаш за било која империја. Едноставно, твојот играч си ти и твоите луѓе. Значи Македонија, македонците. Тоа е твојот играч. Не се србите, не се русите, не се кинезите, не се американците, не се западњаците, не се источњаците. Твоите луѓе, твојот играч се твоите луѓе. И ти треба да се грижиш за интересите на твоите луѓе. Да, геополитички треба да ги разгледуваш што се случува, меѓутоа пред се да ги имаш интересите на твоите луѓе. И не можеш да имаш, и не треба да имаш играч во целата таа геополитичка игра. Така е. За крај само би го спомнал моралниот аспект во се во ова. Значи, моралниот аспект во однос на овие големи
ентитети, империи, што ги нарекуваме, или матрикси, или корпоративни джиновски паразити, е дека тие едноставно не го споделуваат нашиот морал. Тие не играат на истото ниво и на истото поле како нас индивидуалците, па дури и како државите, како нас, како дел од одредени држави и нации, туку едноставно функционираат на некои своји, имаат свој сет на морални правила, кои што за нив се важни. Нема да ги набројувам, меѓутоа главни меѓу нив се растењето на моќта, на влијанието, профитот, преживувањето, доминацијата врз другите и така натака. И човечките животи, човечките судбини за нив во најмала рака се алатки за користење, а во најголема рака се едноставно неважно нешто, небитно нешто кој што не ги занима нив за такво нешто. Луѓето се средства и не се жива материја која што треба да се третирана со какви да е почит или светост. Бидејќи станува збор за процеси, станува збор за полуживи системи кои што не се луѓе и не се очовечени, немаат душа човечка во нив, иако се составени од луѓе, сепак тие имаат еден вид на свој джиновски моментум кој што е подложен на нивните игри, на нивните интереси, а не на емоциите на човекот и вредностите на човекот. Ако погледнеме од аспект на спирална динамика, спомнавме ни во спирална динамика, видете нашата емисија на таа тема, спомнавме дека кралствата настануваат во црвената фаза, која што е фаза на војводи, кои што прераснуваат во кралеви и така натаму. Меѓутоа уште е органска фаза, каде што кралот произлегува од народот, од својот народ. Меѓутоа империите се следната фаза, во сината фаза, каде што веќе се шират едни универзалистички принципи, морални принципи, кои што потекнуваат од Господ како врвен авторитет, и царот, односно императорот, не се замара со национални или со народни аспекти, баш напротив работи против нив, против народите внатре, за да ги примири, затоа што империјата сака да остане обединета и да нема внатрешни проблеми, за да може поефикасно и подобро да се бори со своите ривали и надвор со другите империи. И нормално провинциите кои што се наоѓаат во близина да може полесно да ги окупира и да ги завземе нивните ресурси и да ги направи дел од себе си. Меѓутоа следната фаза, како што памтиме, е портокаловата фаза, а таа е фаза на морален релативизам. Таа е фаза на, односно, не морален релативизам, туку тогаш морално се станува само добивката, само профитот, само личниот успех, и одлично тоа се отсликува со тоа како се однесуваат повеќето империи, кои што ги имаме видено моментално и самата западна империја, и мислам дека западната империја стигна до на зелена фаза, практично, меѓутоа требаше да ретарира во последно време во овој период и ретарираше назад кон портокаловата. Сега, прво би те прашал дали имаш да додадеш нешто ново, ако не само една друга тема пред да завршиме. Немам што да додадам. Тоа што сакав да го предискутираме на многу кратко, бидејќи сме тука негде при крајот, е да дадеме едно предвидување што ќе се случува со западната империја, односно со Америка, во блиска и во средна иднина. Ако сакаш можеме на кратко вака чисто да дадеме едно предвидување. Ајде повели. Значи, тоа што јас сметам дека се случува е едноставно западната империја увиде дека нема да може да победи во Украина, на судирот помеѓу двете империи, руската и западната, и виде дека нема да може да победи, затоа што едноставно за руската империја тоа беше живот или смрт. Имаше многу големи проблеми во целата војна во Украина, многу големи губитоци имаше Русија, меѓутоа за нејзе работата беше дека тоа ќе одиме и со големи губитоци ако треба, меѓутоа ова работа е живот или смрт. Ако не победиме или ако не оствариме доволно добар резултат и ако не влеземе во војнава, на крајот ќе се распаднеме. И тоа се случи, значи кога некој е толку многу силно мотивиран, некој што е на другата страна на океанот како центар свој, тешко е да одржи таа борба против некој што е толку мотивиран, иако е послаб. Значи Русија беше послаба од западната империја, меѓутоа на крајот воено победи во Украина. По голема цена, ама победи. Тоа што
се случи беше силен удар по репутацијата на Западната империја, која што го изгуби статусот на хегемон. Значи, очигледно е дека веќе не може да прави што сака, нешто што беше незамисливо пред 20 години, и почна да се консолидира и малку се врти спрема себе си, во смисла да видиме сега што направивме грешно, за да си ги исправиме грешките и да продолжиме да си ги остваруваме нашите цели и потреби понатаму. И тоа што мислам дека ќе се случи е дека Западната империја ќе продолжи да работи на истава геополитичка цел, да ја скрши Русија, да ја скрши Кина, да ја окупира и да ги практично ги интегрира во себе. Меѓутоа, во еден период од не знам колку време, меѓутоа еден краток период, ќе функционира на овој начин како сега што функционира преку Трамп, а тоа е дека ќе се консолидира на себе си и ќе стане она израчна империја на ние сме империја, вие сте вазали. Ќе соработувам можеби со овие другиве империи, меѓутоа сега ќе соработувам со позадинска цел дека кога тогаш ќе почнам повторно да работам против нив. И мислам дека тоа се случува и дека ќе имаме повторно големи проблеми во средна иднина, например, следниве 10 години, каде што повторно империите ќе почнат да се удираат меѓу себе, а во меѓувреме ќе се надмудруваат во некои други делови од светот. Во најголем дел се сложувам со тебе. Мислам дека тоа што го каже е многу добро предвидување. Тоа што јас би додал дека, да, точно е дека Американската империја, како што ја нарекуваш ти, ги пушти своите пипци на сите полиња и проба колку што е можно за побрзо време да направи што е можно повеќе успеси и повеќе профит и повеќе контрола. Во некои аспекти успеа. Мислам дека успеа да ја уништи власта во Сирија, со тоа што инсталира своји марионети и завзема одредени територии кои што и треба и големи своето влијание врз некои други европски земји каде што Русија имаше влијание, со тоа што ја држеше Русија окупирана и ја држеше да се занимава со војната во Украина. Потоа ја ослабе Русија, ја антагонизираше на светот, ја ослабе Европа, која што и покрај тоа што е сојузник, сепак е во еден вид на вазалски однос кон Америка. И многу е подобро кога вазалот твој е послаб и не е толку јак, за да можеш да го контролираш. За да не се занесува многу, така? Така. Но бидејќи имаше многу рапидни, брзи успеси и насекаде притискаше, почна да се појавуваат одредени дупки, одредени проблеми во логистиката. Еден од нив, можеби најголемиот е, ја би рекол, маргиналниот пораз во Украина, со тоа што нивната главна цел беше, јас мислам, да ја распаднат во најмала рака да го бутнат Путин од власт, меѓутоа во најголема рака да ја распаднат Русија на повеќе земји, за да може да ја владеат да може контролата да се пренесе, да се уништи на Руска империја и да се пренесе контролата таму. Нали тоа што се случи со Југославија? Со Југославија и со многу други земји. Последен таргет би бил Иран или Кина и така натака. Се до тотална доминација. И бидејќи видоа дека почнуваат да се јавуваат проблеми во логистиката, дека луѓето почнуваат да ја гледаат вистината преку сите оние приказни, веќе не веруваат во медиумите и така натака, се јавуваат алтернативни медиуми и одредени индивидуалци кои што го водат народот надвор од контролата на империјата или матриксот. И започна еден, јас би рекол, ти викаш еден процес на промена од страф или од штетата која што си ја поразот кој што си го доживеа, меѓутоа јас би рекол едно релативно безбелно ребрендирање на самата империја, тоа што ги смени оние левичарски разбудени позадински влијанија и ги замени со некој вид на конзервативни, начело на Трамп и неговиот светоглед. И со тоа сега ќе ја покаже Америка како еден вид на поизолационистичка држава која што се грижи за самата себе и така натака, и влијанието е центрирано на Америка и така натака. Со
со цел да повторно да ја врати до вербата во светот, поготово кај луѓето во Европа, како еден вид на добрите момци во светот. Меѓутоа, генерално се сложувам со све друго што кажа. Мислам дека истото го кажа и ти, само на различен начин го објаснуваме, меѓутоа истото е кажано и иднината е и за мене иста како што кажуваш ти. Мислам дека следуваат децении каде што империите продолжуваат со своето рвање. Мислам дека почнува да надзира мултиполарниот свет, меѓутоа далеку сме од него и единствено решение и спас од овие џиновски паразити кои што ги контролираат најголемите држави е психолошка и духовна свест да се разбуди многу поголема кај луѓето. Мислам дека, види, тој страв што го кажав јас, мислам дека едноставно, кога го спомна и ти тоа, дека премногу пребрзо се претегна западната империја и делот тоа претегнување беше и со штампањето на пари и едноставно стана неодржливо. Мислам дека тука беше нивниот главен страв дека ќе се случи економско-финансиски колапс и тоа е една работа. Втора работа, друг индикатор дека се претегна логистички е дека едноставно беа неспособни, целото НАТО заедно не беше способно да достави доволно гранати за Украина, колку што самата Северна Кореја, само што Северна Кореја можеше да достави гранати. И во основа во одредени стадиуми на војната Русија имаше доминација во однос на употреба на гранати 3:1, 4:1, што за еден џин како НАТО, теоретски џин на хартија, би требало, значи, лесно да може да ја надмине Русија во производството, меѓутоа во пракса се види дека не може да ја надмине. Едноставно се појавија многу расцепи, многу проблеми на сите страни и мислам дека самата империја увиде дека не може да го оствари тоа што го има замислено и реши да ретирираше. Мислам дека едноставно незиниот денови на хегемонија нема да се вратат, мали се шансите да се вратат, можеби 20%, меѓутоа ќе остане најака во светот уште долго време. Се согласувам со тебе. И мислам дека тука би било добро да ја завршиме оваа емисија. Значи, кратко сиже, разговаравме за што се случува со Америка и со последните промени во периодот февруари и март 2025 година, доаѓањето на Трамп, што тоа значи, што е Америка и што е Западот. Јас го викам империја, свештеникот го вика на друг начин како големи корпорации, кои што имаат стекнато со свое себство, полусвесно или свесно себство и си имаат своји интереси и така делуваат. Исто така спомнавме дека империите, а во моментов Западната империја, користи средства на пропаганда и на разноразни понаводници патки, како што ги нарече свештеникот, за да пушта различни видови на вистини, полувистини, односно оние фамозните дрндања со мисинформации, со дезинформации, всушност мали информации, всушност баш тие што ги прават и што ги пуштат таквите мисинформации, дезинформации се тие кои што највеќе дрндаат за нив, и дека идејата е да се постават себе си како единствен арбитер на вистината и единствен авторитет. И на крајот дадовме едно предвидување што мислиме дека ќе се случува со Западната империја и геополитички што ќе се случува во светот. И само еден мал краток коментар би дал тука, дека за разлика од другите империи кои што се многу постари од Западната империја, зборам конкретно тука Русија, Кина, Персија, Турција и слично, Западната империја е релативно нова. Добро, таа е продолжеток на англиската империја, да речеме. Меѓутоа има воведен со тоа што се префрлила и со тоа што имало ривалство и борба помеѓу Англија и Америка, односно, нели, граѓанската војна за отцепување од Англија, има почнато со нови корени, делно нови корени, и таа не е толку зрела како другите империи. Другите империи, например, се однесуваат многу по-искрено и по-ретарирачки во однос на своите работи. Едноставно, ова е нашата околина, тука се нашите интереси, не чепкајте таму.
Не само така, ама многу повеќе така се однесуваат. За разлика од Западната империја што се однесува како тинеџер на кој што му фрие крвта и хормоните му играат, едноставно се претегна од тоа што мисли дека е најак и дека може сите да ги истепа. Меѓутоа, тоа е, знаеш, како малскиот силеџие, тоа, значи он може еден по еден сите да не истепа, меѓутоа ако доволно не тормози, по старите ќе му се соберат петорица и од петорица не може да биде појак. И мислам дека тоа се случи во овој период. Ето тоа, ако имаш нешто да додадеш на ова се живо кој што го искористив за коментар, повели, ако не, некои прагматични совети. Накратко би кажал некои прагматични совети кои што произлегува од нашиот спонтан разговор, полуспонтан разговор, без белешки. Би било да не веруваме на медиумите, да не веруваме на официјалните ставови на државите, бидејќи тоа е све има позадински причини до кои што ги кажуваат тие информации, имаат одредена цел, не се за да го информираат населението, туку е за да го контролираат во одредена мера или да го обојат, да го искористат за нешто. Размислувајте со своја глава и не навивајте за никого, туку гледајте ги, обидувајте се да ги гледате објективно работите и колку што е можно помалку емоционално. Бидејќи овие империи или овие корпоративни паразити контролираат преку емоција. Ги фаќаат луѓето на емоција, колку помалку си емоционален во однос на овие големи геополитички игри, толку помалку те контролираат. Одлично, свештениче. Со ова може да затвориме, нели? Империите не војуваат со своји раце, туку со туѓа крв и туѓи долгови. Кога интересите ќе бидат задоволени, сојузниците стануваат товар, а ветувањата стануваат заборавени зборови. Свештеникот.